Работата на народниот правобранител под лупа, Хелсиншкиот комитет и НВО инфоцентарот преку проект сакаат да ја испитаат транспарентноста, ефикасноста и ефективноста на народниот правобранител не само во Скопје, туку и во сите регионални канцеларии, вклучувајќи го и Штип. Сакаме да на некој начин да извршиме граѓански притисок врз народниот правобранител да ја извршува своите мандати, својата надлежност во делот на заштитата на човековите права, поинтензивно да функционира како независна и самостојна институција во која што граѓаните навистина ќе имаат доверба и ќе веруваат дека тоа е инстанцата која што може да им помогне во заштитата на нивните права. Освен досегашните, од неодамна со новите законски измени народниот правобранител има и нови ингеренции. Со најновите измени во законот, народниот правобранител доби две нови надлежности, освен предходните кои што се однесуваа на работење по претставки од граѓани во речиси сите области, тој сега може и да врши промоција, едукација и воедно е и пријател на судот, што значи дека народниот правобранител ќе може да ги следи судските постапки и да дава пријателски мислења за правната работа во одредени судски постапки. Крајната цел на проектот е народниот правобранител да се доближи до граѓаните и институцијата да стане комплетно независна за она што и е должност да го заврши ефикасно. Ова е неопходно зашто улогата на народниот правобранител е клучна во справувањето со секаков вид на дискриминација, која кај нас за жал ја има се повеќе. Во изминатите 3-4 години бројката на процесуирани предмети се движи некаде околу 50-60 преставки на годишно ниво, со тоа што за 2016 година можам да кажам дека за 20% се покачени пријавите, односно поднесените преставки по однос на дискриминација врз основа на сите основи. Работа и ингеренции за народните правобранители има многу, но за жал нивните услуги не ги користат доволно број на обесправени жители, особено на истокот. Ова е вака зашто институцијата омбудсман кубури и сопари со луѓе, па се нема доволно средства ниту за промоција, ниту за ангажман на повеќе луѓе, сметаат од Хелсиншки.